што знаете, вечерва гостин во нашиот град, после многу децении, е светската кошаркарска легенда Зоран Славнич Мока. Кошаркар кој за себе има успешна и голема кошаркарска кариера. Во долгиот кошаркарски стаж настапувал за Црвена звезда Србија 10 години, Хувентуд Шпанија 2 сезони, Шибенка 2, Партизан 1, Казерта Италија 1 или вкупно 16 сезони. Со селекцијата на Југославија има освоено злато на Олимписките игри во Москва 1980 година, сребро на Олимписките игри во Монтреал 76 година, светски првенства 74 година Порторико сребро, 78 во Филипини златен медал. Европски првенства 3 пати поред првак на Европа, 73 Италија, 75 Југославија, 77 Белгија и 79 бронза. Значи, како тренер работел и со 17 клубови. Поради сите овие причини, големите резултати во 2013 година го сместија Славнич Мока во куќата на славни кошаркарски светски имиња, што е сон на секој спортист. Сега неколку збора како Славнич станал голем спортист во светски рамки. Мала заслуга, а можеби најголема, тоа ќе го рече самиот Мока, има и нашата спортска убавица Соколана. Каде Славнич на 16 години со екипата на Црвена звезда настапуваше во Соколана, која во тоа време беше еден од главните кошаркарски центри во поранешна Југославија. Во секоја прилика Славнич нескромно, меѓутоа истакнуваше дека Соколана е неговата најважна станица и прва почетна во богатата кариера. Сега во оваа прилика да направиме една мала свеченост, односно да го збогатиме овој настан, за нашиот драг гостин едно убаво изненадување од Сојузот на спортови на Куманово, кој на гостинот Славнич ќе му подари интересен подарок. Го поканувам господинот Срđan Величковиќ да го врачи подарокот. To je ta Sokolana. Evo, zašto sa Markom kad pričam ceo dan i već 5 godina me dovodi ovde, a sad me doveo kad sam polomio nogu, rebra, sve živo, više nisam mogao da ga izvelim. Ja mu stalno govorim i mislim da je mnogo lepše da pričam ovako nego na mikrofon. Da može ovako. I stalno mu govorim da se sećam kao da je crkvica neka bila. Tu da je kao crkva, a sala napravljena. Evo, to je to. I naravno da nije bila crkva u bukvalnom smislu. Ja se toga sećam. To je 66, a imam 17 godina. Izvinite. Ja se sećam samo tada, pošto sedeo sam na klupi i nisam ulazio. 65-a, imam 16 godina. Pogrešno. 66-a, da. I ja sam ušao u prvi tim 66 sa 17 godina, pa pošto nisam dobar bio, malo me vrate, da doradi. 76. godine, to je Montreal, olimpijada u Montrealu, a i sledeće godine idem u Španiju. S kim se ja mogu da budem ovde, ja ne znam. Demencija, a demencija od juče da ne pamtiš. Ali ja 50, on izmišlja. Ne izmišlja. Славнич мора да направи малку шала и хумор. Почитувани, Граѓанскиот форум Куманово вечерва ќе организира своја втора јавна трибина насловена
изградба на здрави личности преку спортот и деформитети кај младата популација. Почитувани, живееме во брзо време во ера на компјутеризација, при што гледаме дека нашите деца се помалку се активни на физички план и тоа го зема данокот на таквиот начин на живење. Затоа вечерва ќе имаме ретка можност, почитуваниот гостин ќе зборува на оваа тема, но и други спортисти и лекари и ќе се обидиме да ја разбудиме свеста за оваа негативна појава која лошо влијае врз правилниот психофизички развој на сегашниве генерации. Почитувана публико, особено по младите, ве поканувам да земете што поактивно учество во трибината со цел да ги слушнеме вашите размислувања, идеи и предлози. Воедно, конечно време е и ќе бараме од идната влада да се формира Министерство за спорт, кое ќе биде мотор за спроведување на активностите на полето на спортот и физичката култура. А сега го поканувам првиот говорник кој ќе ви се обрати на трибината. Тој е познатиот кошаркар и еден од најдобрите во оваа спортска гранка, Душко Ивановски Боби. Повели Боби. Драги кумановци, добро вечер. Молим. Драги кумановки и кумановци, добро вечер. Од составот на публиката, верувам дека скоро сите ме познавате како некогашен кошаркашки играч. Јас сега сакам само да кажам неколку збора, да се вратам на Соколана, гледајќи го дресот тука. Вчера, пошто јас живеам близко до Соколана и скоро секој ден сум поминувам покрај неа и гледам како почнува да се гради. Знаете во каква состојба беше, сега почнува Соколана да се санира, знаејќи од граѓевинство нешто, гледам дека тоа ќе биде многу успешно направено и во најскоро време верувам дека Соколана поново ќе заживее со спортисти, со млади деца и ќе се врати животот како некоја што беше, спортскиот живот како некоја што беше во Соколана. Не сакам да зборувам многу што значи за млади деца, другите ќе кажат за тоа. Јас само во овој момент сакам да се потсетам во Соколана на оној дел од кошарката, од зимските кошаркашки турнири во кои учествува Црвена звезда, Партизан, Раднички, Чачак и така натаму, сите овие големи југословенски кошаркашки екипи, меѓу кои во моментот се наоѓа и легендарниот кошаркаш Зоран Славних, кој беше и учесник на тие кошаркашки зимски турнири и со задоволство и чест ми е да го поздравиме и да му посакаме убав и пријатен престој во наше Куманово. Vrlo se prijatno osjećam u vašem radu. Sad su mi evocirali neku uspomene, rekli su mi da dementan čovjek ne pamti blisku prošlost, da pamti punu nazad. Svi da sam i to izgubio. Ja se sećam sada da sam bio jedan puta, oni mi kažu par puta, ok, još bolje. I ta čovjek sa Kolana, čime ste bili srećeni, naravno, jer to je prva utakmica moja za Crvenu zvezdu u zvaničnim utakmicama. I naravno da mi je od tog trenutka Kumanovo kao grad ostao u srcu. Baza svakog sporta, to je počinje od osnovne škole, to je u Americi strahovito razvijeno, iako kao američko društvo ja mnogo ne priznajem, ali kroz sport oni su nam dobro učili, kao što je Engleska za fudbal, kao što je Azija za odbojku i tako dalje. Tako da osnovna škola daje taj početni stadijum zainteresovanosti. A kako mu da? Pa profesor iz fizičkog treba da zainteresuje djecu da na tom času fizičke kulture ne bude samo učenje bez veze, nego nešto da se uradi. Posle toga ide srednja škola i oni već postaju ulazu u pubertet i oni imaju svoj idol. Danas
moja generacija kad na ulici na srednju mladi, na meni to što od 7 godina pitao, čeka mogu se slikati. A ja kažem, tata ti je rekao ko sam ja, a tata je rekao deta. Tako da, ko ide s kolena na koleno, ako si poznat. Ja sam imao tu sreću da sam imao tu zlatnu generaciju i da se ja to neko pokušinjam, da ja budem tu neki Šlapčić i kao takav i ja sam stekao neku popularnost. Za mene je sport bio u 12. godini sve na svetu, da sam želeo da budem košarkaš. Svi su me pitali, pa što neki drugi sport? Kažu da sam bio mnogo bolji futbola. Ali ja sam otišao na vreme, to bi bio najveći cilj. Baš onaj visok, da ja malo. Dobro, tako se desilo, to je bio moj afinitet. I danas treba organizovati puno proseva, takmičenja, škole između škole, to smo mi imali. I tu se odmah iskaže, vidiš to je dobro koji mi. To je taj neki prvi film. To mi ja pričam vama, koji bi možda bili, koji su u mogućnosti, da možda to organizuju. A za mlade, od ovoga što sam imao neko šta im se svidi. Како што рековме, деформитетите се зачестија во последно време во Република Македонија, а на оваа тема нешто повеќе ќе ни каже доктор Борко Ристовски. Докторе, повели. Да. Марковски, извини. Сакал да се заблагодарам на организаторот што ме покани на оваа трибина, да кажам неколку збора за причините, превентивата на деформитетите на локомоторниот систем, која покано со задоволство ја прифатив и ми беше чест да дојдем овдека. Што да кажеш после МОК? 50% од зборови и од концептот ми го зеде. Во мојата работа, сите знаеме, полно пати доаѓаат младите деца, кои се преди се у основно одделение, со многу лошо држење на телото и hoće да го прегледам и викам, ајде, се облечи се, го би опуштаат со некој деформитет на работот. Се исправа детето, све е нормално, меѓутоа, пушти се, он целиот се свиткува како параграф. Што укажува тоа? Тоа укажува дека многу малку се развиваат децата и се обратува внимание на часовите, како да се држат, колку да спортуваат. Сите знаеме дека спортот допринесува за нормален и правилен развој на локомоторен систем. А преди се, он доведува и до најголемиот удел во превентивата на развој на деформитетите на локомоторен систем. Многу пати децата кои ќе дојдат, ги прашувам, спортуваш? Не. А што правиш кога си у слободно време? Родителите одма ќе кажат, игра телефон на компјутер. Викам, телефонот како го држиш? Целиот свиткан. Прво викам, замисли, викам, сега ти си млад, у таа позиција на свиткана глава, твојот врат трпи како две железни топки на вратот, да и оптеретување има. Оптеретувањето е млад, додека си млад, окей, меѓутоа тоа со години доведува до провоцирање и побрзо дегенеративни промени со текот на возраста, на злобовите и на дискусите кои сега малку да не многу тупам у медицината, него со тие дискусии кои се амортизери меѓу пршините доведува до намалување на хидратацијата на дискот и до дегенеративни промени на пршините. Замислите го тоа со тек на години доваѓа до дегенеративни промени на вратот, до искривување, кифотични искривувања, но не деформитети, него позиционирано искривување на ребетот. Упорно во мојата работа инсистирам да родителите ги пуштаат децата на спорт, да спортуваат колку што може максимално, затоа што спортот не само што доведува до правилен раст и развој на локомоторниот систем, него и има ефекти и на психичкиот развој на децата. При спортот
освен на работот, може да се развиваат поради спортот што бара напор и да се превенираат и деформитетите на градниот кош, бидејќи спортот бара напор, поголема дишење и градниот кош во тој момент се експекторира, се шири, правилно се развива градниот кош. Правилниот развој на и вежби при спортот доведува до зајакнување на мускули, на лигаменти, на зглобови, така да и самите повреди кои ќе би могле да дојдат и да се случат, многу го заштитуваат телото, така да и некои при повреди може да компензираат состојби на активност. Кај децата им кажувам, многу пати има развој на стопала, неправилни стопала. Им кажувам да прават вежби, да трчаат, да спортуваат. Преди сега, што кажам, атлетиката е една од базичните спортови каде што целото тело активно учествува. При деформитети на граден кош упорно сугерирам да се упражнjava пливањето, гимнастиката за развој на градниот кош. Покрај тоа што спортот учествува во правилно развивање на локомоторниот систем, не треба да се заборави и фактот дека има еден психолошки и социјален ефект. Во спортот децата се учат да се социализираат, да развиваат другарство. Сведоци сме дека покрај напредната техника се помалку деца спортуваат. Во мое време на секоја улица имаше кош, имаше гол. Секоја уличка имаше да видиш деца кај што играт. Сега, нажалост, жалостна е сликата да се види да нема деца да играат. Зошто? Затоа што они преди се пред компјутер, на телефонот и ништо немат. Во спортот децата, посебно колективниот спорт, тука се учат заедно да си помагаат еден на друг. Успехот во спортот кажува дека за да нешто успееш во живот, мора да дадеш напор, да вежбаш. Успехот во спорт, вежбањето и упражнувањето на спортот, радоста е поголема кога делиш у колектив и тагата полесно се поднесува кога доживееш пораз на крај во спортот. Жалосно е кога ќе разбирам, морам малце критика да дадам на професорите по физичко. Викам, ќе појдам од мојата ќерка, викам, што правевте на физичко? Седевме на клупа. Ние од 20 чекаме физичко да имаме да играме, да спортувам, било што, кошарка, фудбал, гимнастика, било што, ракомет. Они седат. Не зборувам сега од аспект на професорите, што не им нудат на децата. Колку имаш? 5. На што 5? Па тикете уранец, ништо ни се... Кај професорот? Мора да се... Многу е битно што кажем ока. Што ќе понудите на младата генерација? Што ќе понудите? Они ни беа идоли во наше време. Идоли ни беа. Ние ги имитираме. Ги имитирав Капичи како шутира, како кош без коски од страна. Мојот тренер ќе ми каже тоа исто. Идоли имавме, они немаат идоли, они виртуелно живеат младите сега, нажалост. Многу треба повише да и општината и професорите и целата заедница да се малце повише ангажира околу нашите млади и повеќе да се упражнува спортот. Куманово во Југославија беше град, а сега е град. И од аспект дури и на спорт. Мока кога знае Југославија за Соколана, сега у Македонија да праши за Соколана, не знае. Куманово на времето во Југославија имаше бокс, имаше кошарка, имаше ракомет, имаше на савезно ниво ше викат. Сега е од два и у Македонија негде животариме. Значи мора малце поголема активност да се даде да младите да го повише упразнуваат спортот. Толку од мене, благодарам. Позитивно испровоцирано професор од доктор Борка, затоа што и нас не пече. Гледам дека моите колеги овде кај што се молчат, ја
сум во години каде што не сум припадник во ниједна политичка партија, па не молчам. А кога бев дете, Димич со брада, постарите го знаете, доктор од Сорбона, беше советник на Мето Петровски. Платено смештај во Кристал и во 9:30 ќе замине кај него да се посоветуваат. Тоа е советник. А не овие кои ги гледате на телевизија ќе препречат краци, односно нозе, и не може тоа така да биде. Јас се извинјавам на Зоран Славнич, што не се представив, професор по физичко, гимназија Гоце Делчев, со 37 години работен стаж, 2007 година на физкомуникација Ниш, научен собир во физичка култура, бевте гостин со Зоран Живковиќ, олимпици, вие и Ракочевиќ, мислам дека беше. Секретар на СОФК Београд. Сега е Драгана Пешиќ, мислам дека е место njega. И требаше да се постави прашање, на секого поставивме, ја бев прв кој поставив прашање на секој од вас. Тоа беше, па затоа малку почна веднаш со излагање, ама не сме толку во организацијата блиски, меѓутоа од тука прв пат комунициравме и тоа беше нашата. Значи, во образование 37 година. Значи, 95 година и сакав да го доведам професор Шуков Јован, кој предаваше кинезитерапија на факултетот, да работиме овде заедно. Следната работа. 2006 година формирано Сдружение на спортски педагози. До Совет на град Куманово, почитувани советници, Сдружение на спортски педагози на град Куманово има доставено до вас барање за финансирање на одредени активности на нашето Сдружение за 2007 година, кое е формирано 2006. Сдружение на спортски педагози, кое е сега обновено. Од вас не сме повикани за да ги одредите приоритетните активности за нашата младина како би аплицирале за поодредени проекти. За проектот може да предложиме состојба на деформитети кај училишната младина од основните училишта во општина Куманово и можности за нивно отстранување. За оваа активност ќе бидат ангажирани онолку професори колку општината ќе има можности да финансира. За стручниот дел, финансиската конструкција и офатеноста на младите, како здружение стоиме на располагање за договор во секое време. Со почит, магистар по физичка култура, односно по наука во кинесиологија, општеството наше, посебно и во Куманово, и во Македонија, не прати професори по физичко. И со ова што е политиката во цела Македонија, па и во Македонија на Балканот, професорите дигнаа раци.